Билјана, вие веќе долги години, иако сте од Македонија, долги години живеете во Белград, работите како дефектолог и психотерапевт и предпоставам дека следите целата оваа ситуација со пандемија со коронавирусот. Како целата оваа ситуација со COVID-19 се одразува врз најмладата популација, бидејќи вашиот најмногу работите со нив, со децава, со најмладите? Јасно е дека пандемијата доста влијаеше на динамиката на нашиот живот. Значи, се промени како кај нас возрастните, така и кај децата. На почетокот кod децата и нема некој голем страв во однос на она што случуваше околу нив. Меѓутоа, како времето одминуваше и како неизвестноста се повеќе и повеќе растеше, кај возрастните таа иста анксиозност и неизвестност всушност се пренесе кај децата, така да кај децата почна да се појавуваат некои, да кажеме, негативни емоции, како што се стрес, досада, вознемиреност, лутина, тага, зголемена нервоза, како и агресивност кај некои дечиња, бидејќи постои некое пореметување на нивното структурирано време, туку се појавува неструктурирано време, а кај некои деца всушност се појави осаменоста, дури и почеток на некоја, да кажеме, блага депресија. Сега, тука доаѓаат во обзир и разочарувањата кај децата, бидејќи многу дечиња не може да си ги прослават родендените, да се дружат, да одат на училиште и самата таа интеракција која што училиштето им ја дава е изгубена. Што очекувате понатаму да се случува, бидејќи претпоставките се дека оваа пандемија сепак ќе потрае подолго време? Па знаете како тоа сигурно дека ќе влијае, бидејќи времето поминато со другите деца е клучен и многу важен момент од растењето на децата. Ние сме убедени дека во денешно време на децата им се доволни, например, само компјутери, телефони, меѓутоа нивната припадност која што ја имаат заедно со своите врсници и во дружењето всушност градат социјални вештини. Секако дека на децата исто им е непријатно носењето на маски, како и на возрастните, така да мислам дека е можно оваа ситуација, не можно, туку и верувам дека ќе остави некои емоционални последици во емоционалното и социјалното функционирање на децата, бидејќи пред се во моментот кај родителите, како и во целата популација, постои страф и неизвестност, што реално и не е така добра атмосфера за растење. Колку ќе биде тешко на најмладата популација да се врати после на нормалното по завршувањето на пандемијата, односно да се врати на она што предходно биле научени? Се зависи враќањето, да кажеме, во таа нормала од родителите и од самиот систем. На децата многу лесно ќе им биде кога ќе им кажете тргнете ги маските и ајде сега се враќаме на старото, одиме во училиште. Меѓутоа стравувам дека оваа ситуација ако продолжи, децата ќе почнат да прават некои своји и формираат одредени навики, како например навиката за дружење преку мобилните телефони или компјутерите, лаптоповите, бидејќи ние секако живееме во такво време, но малку таа скала ќе се подигне на тоа ниво, така да тој социјален дел ќе им недостасува и тоа е всушност главниот проблем по мене, кој што децата ќе го имаат. Како да се живее во оваа ситуација? Како и родителите и децата да се прилагодат на целиот овој момент? Да се биде родител во време на пандемија е секако потешко. Кај родителите покрај зголеменото чувство на стрес и вознемиреност имаат и намалена толеранција на фрустрација, што значи дека конфликтите дома ќе бидат малку почести, но на децата единствено нешто што им треба е тоа да се чувствуваат сигурни и безбедни покрај родителите, бидејќи колку ние родителите ќе се сноѓаме во ова, да кажеме, ново нормално време, тоа ќе биде пример и за нашата најмлада генерација
како да научат од нашите одговори. Последното прашање, сте имале ли вие во изминативе неколку месеци додека трае пандемијата ситуации на родители на деца кои што барале помош кај вас, кои што се нашле во незавидна ситуација поради се ово што ни се случува? Многу големи прашања добивавме во врска со, добивам во врска со анксиозноста и со тоа дека се исцрпени родителите што и како, на кој начин да реагираат со своите деца, бидејќи да споменеме и тоа дека некои деца поради зголемената вознемиреност кај родителите понекогаш и не спиеле. Така да најмногу од што се жалат родителите, тоа е истрпеноста и грижата за своите деца. Манасова Јовановиќ, благодарам за разговорот за Гласот на Америка. Вам ви благодарам за поканата и секое добро, останете со здравје.